Во ова издание, Совет за безбедност на Обединети нации. Фокус на убиствата на цивили во Украина. Еден ден откако американскиот претседател Бајден рече дека Путин треба да се соочи со суд за војни злосторства. Користат украдена база на податоци од милиони телефонски броеви во Русија. Група сайбер активисти со седиште во Полска креира начин за испраќање вести за војната директно до руските граѓани. Има ли ефект? Како тинеџери во САД, Мексико и Полска ги користат социјалните медиуми да се информираат за војната во Украина, колку се близко до вистината? Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јаре Бојаджиевски. Сесијата во Обединетите нации за Украина вклучува брифинзи од генералниот секретар Антонио Гутереш, шефот за хуманитарна помош на Обединетите нации Мартин Грифиц, како и обраќање на украинскиот претседател Володимир Зеленски. Британија овој месец претседава со Советот за безбедност, а незината амбасадорка во Обединетите нации Барбара Вудфорд им рече на новинарите дека прашањето за цивилните убиства за време на руската инвазија на Украина ќе биде во центарот на расправата. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба изјави дека разговара за ова прашање со Гутереш, вклучително и за ситуацијата во Буча, предградие на главниот град на Украина, каде што во последните денови беа откриени наводни злосторства извршени од руски војници. Москва ги отфрли обвиненијата за убиства на цивили во Буча, а рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ги окарактеризира сцените како антируска провокација. Рускиот амбасадор во Обединетите нации рече ќе обезбеди фактички докази на состанокот на Советот за безбедност. Американскиот претседател Џо Бајден го нарече Путин воен злосторник. Ке продолжам да додавам санкции, најави првиот човек на САД. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен во понеделникот преку Твитер пренесе дека Европската унија ќе испрати истражители во Украина за да ја помогнат да ги документира војните злосторства. Стейт департментот соопшти дека Вашингтон на барање на Украина ќе поддржи мултинационален тим на обвинители кои ќе собираат докази за наводните злосторства. Портпарол на американскиот Стейт департмент Нед Прайс рече дека сликите од Буча сугерираат дека овие злосторства не се чин на непријателски војник. Тие се дел од поширока вознемирувачка кампања. Одговорните за злосторствата мора да одговараат. Литванија го протера рускиот амбасадор стациониран во Вилнус. Го отповика сопствениот амбасадор во Москва. Во меѓувреме и Франција и Германија соопштија дека ги протеруваат руските дипломати од нивните земји. Сузбивање на вестите од Кремљ за војната во Украина е предизвикано од хакери и волонтери од целиот свет кои испраќаат пораки директно до телефоните на руските граѓани за да ги информираат. Мет Дибо ја има сторијата. Некои ја нарекуваат дигитална железна завеса. Од почетокот на инвазијата на Украина, руската влада ја зголеми контролата врз вестите што стигнуваат до незините граѓани. Ги блокираше повеќето социјални медиуми во земјата и ги замолчи независните преку новиот закон за известување. Користејќи украдена база на податоци од милиони руски телефонски броеви, група сайбер активисти со седиште во Полска создадоа лесен начин за испраќање вести за војната директно до руските граѓани. Не треба да купуваме оружје, нашето оружје се нашите паметни телефони. Користејќи псевдоним во чест на полскиот воен херој Јан Зумбах, тој вели дека неговата група била инспирирана од слични напори за време на студената војна. Можам да се сетам на моите родители и јас како слушавме Радио Слободна Европа, бидејќи тоа беше единствениот извор за вистината во светот. Веб страницата обезбедува телефонски број и текст на руски. Испраќањето порака трае само неколку секунди. Кети, наставничка во Сан Франциско, која побара да не се кажува нејзиното презиме од причини за приватност, ја користи страницата за директно да им се обрати на русите. Тогаш напишав, беа бомбардирани детска болница, породилиште и театар, каде што имаше цивили. Тоа е трагедија за Русија, како и за Украина. Таа додава вести и фотографии од различни медиуми. Мислам дека испратив 95 или 96 пораки, а на 12 ми одговорија. Некои не веруваат во вестите. Добив повратна порака. Жал ми е што веруваш во оваа информација. Тоа е далеко од реалноста.
Анис Шерби, 19 годишен од Тунис кој ги споделува своите уметнички дела на социјалните мрежи, испратил преку 100 пораки. I got one reply so far. Добив само еден одговор до сега. Бев наречен лажго и дека она што се случува во Украина е законски, херојски чин. Тој сепак додава: I think that there is hope. Мислам дека има надеж да ги натераме да разберат што всушност се случува. Имам верба во рускиот народ. Стравот од владата спречува некои руси да одговорат, но Зумбах вели дека пораките имаат ефект, зашто руската влада се обидува да ја симне веб страницата. Страшно е да немате пристап до информации од Западот и до остатокот од светот. Верувам дека се повеќе луѓе ќе се приклучат и ќе започне диалог. За крај на News Flash, низ светот, младите луѓе следат војната во Европа првенствено на социјалните мрежи, со некои често вознемирувачки, понекогаш погрешни содржини фотографии кои се појавуваат по мрежите. Вероника Балдерас Инглезија со Гласот на Америка разговараше со тинејџери во САД, Мексико и Полска за да дознае како тие го процесираат крвопролевањето во Украина. Нейтан Сарпал преку YouTube се информира за војната во Украина. Има бомбардирани згради, луѓе во засолништа, метростаници кои се кријат од војната. Тоа травматизира да се гледа. 12-годишното момче вели дека обично не е долго травматизирано. Прво ме шокира, потоа одвојувам малку време да го процесирам тоа што го гледам, продолжувам со денот. Тоа е слична реакција и кај Изабела Вега Даунс, мексиканска студентка која добива вести кои се популарни за украинската војна на Инстаграм. Се прикажуваат видеа на луѓе кои врескаат или се обидуваат да избегаат, или фотографии на луѓе кои спијат во подземни станици. Разговорот со незините родители и помага на 15-годишната девојка да се справи со негативните чувства. Таа повеќе би сакала да се фокусира на хуманитарната страна. Како може да се донира, што може да направиме за да им помогнеме на сите тие луѓе? Поблиску до зоната на конфликт, полската тинејџерка Марија Кантовиц вели: TikTok е полн со алармантни видеа. Ме интересира што всушност чувствуваат луѓето на моја возраст во такви моменти, како се чувствуваат кога треба да ја напуштат својата земја и да го започнат животот во друга земја, можеби дури и без родителите, без семејството. Преплашена сум за она што го чувствуваат. Родителите на сите тројца дозволија Гласот на Америка да ги интервјуира тинејџерите. Рекоа дека им веруваат на нивните деца со одреден надзор да можат да воочат дезинформации. Джул Стерпак, која креира содржини на социјалните мрежи, не мисли дека тоа е толку едноставно. Дури искусни новинари се отворени дека е многу тешко да се дешифрира што е реално, а што е лажно на овие платформи во однос на овие видеа со насилство. Покрај Терпак, Калел Грин беше меѓу неколкуте инфлуенсери на социјалните мрежи кои неодамна беа брифирани од Белата куќа за војната. Може многу лесно да видам како луѓето се разлутуваат поради кризата, но ако се реши или делумно се реши до точка каде што нема директно да влие на нив, луѓето губат интерес, преминуваат кон следната голема криза. За сега, Нейтан Сарпал вели дека секој ден поминува половина час дневно, информирајќи се за војната во Украина и главно ги држи своите емоции внатре. Запрашан како ја сортира вистината од фикцијата, тој признава дека некогаш нагаѓаме. Тоа е кога не сум 100% сигурен, но едноставно мора да верувам тоа е вистинско. Компанијата Мета, која ги поседува Facebook и Instagram, го одби барањето за интервју на Гласот на Америка. Не одговорија на барањето за реакција ниту од YouTube, TikTok и другите социјални мрежи. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми Twitter, Facebook, Instagram. Пријатна вечер, се гледаме утре.